Наскоро стартува до изградбата на Штипската клиничка болница. По усвојувањето на ребалансот на буџетот, планираните ставки за овој чекор се веќе подготвени, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски. Завршување на проектот за Штипската клиничка болница со универзитет и студентски дом од 200 легла. Па мислам дека беше околу проекцијата од оние понуди што добивме нешто над 200 милиони евро, околу 200 до 220 милиони евра. Поситивни се проекциите за раст на македонската економија од Светска банка, но за премиерот ова се недоволни. Тие во позитива ја коригираат проекцијата за раст на македонската економија од 2,8 на 3%, што не е доволно, бидејќи ние мислиме дека ќе според нашите проекции дека ќе биде 3,5 и погоре, 3,7 зошто не и 4%. Така што мислам дека сите индикатори говорат дека една бизнис околина која што ја креиравме, без политички притисоци врз бизнисот, со владење на правото, со жестока борба против криминалот и корупцијата, полека но сигурно дава резултат. Вака Мицкоски го коментира повикот на опозицијата за национален консензус за државните и национални интереси. Ние додека се бориме да го повратиме тоа на меѓународна сцена, тие не бираат средства како од позади грб да ни стават нож во грб, мислејќи дека така ќе им се допаднат на тие кои што не мислат добро на Македонија и дека на тој начин они ќе се вратат повторно и ќе имаат можност да бидат на власт. Не иде тоа така. Народот не е со кратко помнење. Знаат што се случи изминативе 7 години, односно пред една година се завршија тие 7 години и мислам дека опозицијата ја испушта својата прилика да се консолидира, да се построи во редот на бранители на македонските интереси